Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Започнуваме со најновите моменти во истрагата на неуспешниот обид за напад со автомобил бомба на Таймс Сквер во Њујорк. Уапсени се нови 3 лица во САД за кои постои сомневање дека му помагале на пакистанскиот американец обвинет за нападот, а пакистанските власти пак уапсиле уште едно лице во случајот. Јавниот правобранител Ерик Холдер соопшти дека осомничените лица биле уапсени во рација во предградија на Бостон, Њујорк и Њу Џерси и дека можеби обезбедиле пари за обвинетиот Фајзел Шазад. Според Вашингтон Пост, пак пакистанските власти уапсиле друг осомничен кој рекол дека работел како соучесник на Шазад. САД веруваат дека пакистански Талибан е одговорен за нападот. Групата сега негира секаква поврзаност спротивно на првичното тврдење. Американскиот претседател Барак Обама со група советници размислува за наредните чекори за запирање на големото нафтено излевање во Мексиканскиот залив. Според владини лица, Обама е длабоко фрустриран бидејќи компанијата British Petroleum, одговорна за излевањето, досега не успеа да го запре. Компанијата сега се обидува да инсталира цевка преку која нафтата ќе се насочува до танкер на површината на водата. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи ја завршува 4-дневната посета на САД со престој во армиска база во сојузната држава Кентаки и средба со војници кои се подготвуваат да заминат за Афганистан. Тој неделава на неколку пати изрази благодарност за американската поддршка во Афганистан и за пожртвуваноста на американските трупи во земјата. А во Афганистан стотици протестираат тврдејќи дека во напад што го извршиле силите на НАТО во текот на ноќта загинале најмалку 11 цивили. НАТО пак издаде соопштение во кое се наведува дека во нападот заедно со афганистанските сили бил убиен подкомандант на Талибан и други бунтовници. НАСА вели дека се е подготвено за лансирањето на Space Shuttle Atlantis од Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. 6-члениот екипаж ќе достави мал руски истражувачки модул на меѓународната вселенска станица. НАСА до крајот на годинава ќе ја приземи шатл флотата и ќе се фокусира на нова стратегија за вселенско истражување. NBA плейоф, Бостон го победи Кливленд и се пласираше во следната рунда над превари во NBA. Бостон во финалето на источната конференција ќе ги одмери силите со Орландо Меджик, а првиот меч се игра внедела. Во продолжение на Ньюс Флеш, ракот на стомакот е еден од најсмртоносните и втор по бројноста меѓу канцерогените заболувања, со најмалку 800.000 смртни случаи годишно во светот. Но во САД бројот на смртни случаи се намалува освен кај една група американци. Гленда Раймер, сестра и Сенди Вилкен и ќерката на Вилкен, Малори, се пријавија за истражување во Националниот институт против ракот во Бетезда, близу Вашингтон, за да им помогнат на научниците подобро да разберат болеста што го уништила нивното семејство. Татко ми почина на 75 години, брат ми почина на 50, братучетката исто така на 50 години, а имаше мали деца. Со години научниците се обидуваат да ја лоцираат причината за појавата на рак на стомакот. Во Азија, делови на Јужна Америка, Русија и други поранешни држави од Советскиот сојуз, експертите сметаат дека можни фактори се зголеменото конзумирање на конзервирана и солена храна и нејзиното несоодветно чување. Повеќе студии покажаа дека улцерите или полипите може да го стимулираат растежот на канцерогените клетки. Доктор Чарлс Рапкин со колегите во институтот во Бетезда ги анализирал податоците на стомачен рак во последните 3 децении кај поголема група американци на возраст од 25 и 84 години. Генерално имало намалување на бројот на заболени од рак на стомак со еден исклучок. Неочекувано зголемување на заболени кај младите белци. Веруваме дека ова може да биде показател за нов ризичен фактор за стомачниот рак, што се уште не е идентификуван. Експертите велат дека ракот честопати почнува со инфекција, причинета од бактеријата наречена Helicobacter pylori. Или има нова причина за стомачен рак кај оваа популација или можеби одредена разлика во нивната инфицираност со бактеријата, што придонесува за нов ризик за стомачен рак. Се додека не се реши мистеријата, Малори Вилкен е решена да има што е можно по нормален живот. Истражувањето е објавено во журналот на Американското медицинско здружение.
За многумина полицијата асоцира на апсење или пишување казни, но во предградија на Вашингтон група талентирани чувари на редот и мирот го разбива стереотипот и допира до локалната заедница на иновативен начин, преку музика. Учениците од основното училиште Тургут Маршал останаа со зинати усти, кога пред нив се појавија неуниформирани полицајци од општината Принц Џорџ во околината на Вашингтон со музички инструменти. Не знаев дека полицијата има интерес да настапува како музичка група. Тоа беше вистинско изненадување. Полициската станица ја формирала групата Ритам и Блуз пред 9 години. Десетарот Едвин Робертсон, полицаец веќе 26 години, е основач. Свири на тромбон, гитара и туба. Цел ни е граѓаните да согледаат дека полицијата функционира нормално, со нормални луѓе, дека наша задача не е само да ги апсиме и притвораме. Наша работа е и да поразговараме со нив, да спречиме да западнат во неволја. Ритам и Блуз настапува во училиште на настани во општината 2 до 3 пати неделно. Началникот на полицијата Роберт Хилтон нема ништо против. Тие преку музиката извршуваат работни задачи. Да се биде полицаец, верувале или не, значи да се креира мирољубива атмосфера. Сакаме да работиме на партнерства, да уживаме во забавата и на граѓаните да им дадеме на знаење дека можеме да соработуваме, без непријателски однос. Полицајците музичари се најсреќни кога им помагаат на младите да не западнат во неволја и да најдат некој конструктивен ангажман. Младиот Тайрон Паркер е најдобар пример за тоа. Полицајците музичари ме инспирираа да почнам да свирам на инструмент. А во понеделник во Newsflash владата на председателот Обама најавува нова стратегија во борбата против дрогата што ја акцентира превенцијата и третманот. Критиката реагира ново, само името на иницијативата гледате во понеделник во Newsflash. Во понеделник во Newsflash, Белата куќа со нова стратегија во борбата против дрогата. Повеќе акцент на проблемот и како болест, а не само како криминал. Гледајте во понеделник во Newsflash. Тоа беше се за ова издание, го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини од сад и светот, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а од Вашингтон ви посакуваме пријатна вечер, имате пријатен викенд и гледајте понеделник.